Зборуваме за тетивен четириъгълник, односно предмет на наш интерес ќе биде тетивен четириъгълник и некои негови свойства. Најнапред да се подсетиме за некои видови четириъгълници. Дали се сеќавате минатата година кои видови четириъгълници ги изучите? Тина? Ние минатата година ќе изучиме паралелограмот, трапезот и трапезоидот. Добро. По што се разликува паралелограмот, трапезот и трапезоидот? Јуве? На паралелограмот сите страни му се паралелни. Дали сите страни дали може да му бидат паралелни? Спротивните страни му се паралелни. Добро. Ке ромбот нема инакви нема паралелни, а ке ромбот Ке ромбот, двата пара спротивни страни се паралелни. Така да видиме ке трапезот какви беа страни? Спротивните. За трапезот имаше само еден пар паралелни страни. Добро, и трапезоидите, Божица? Во трапезоидите нема ниту еден пар паралелни страни. Добро. Ајде да видиме сега. Дали се сеќавате околу кој од четириъгълниците можеме да опишеме кружница? Еден четириъгълник, околу кој може да опишеме кружница? Ајде ќе почнеме од квадрат. Што мислите? Дали околу квадрат можеме да опишеме кружница? Елена? Околу квадрат може да опишеме. Добро, да видиме колку се слушуваат со мислењето на Елена. Спуштате ги рацете. И навистина околу квадрат можеме да опишеме кружница, тоа својство го изучивме уште минатата година. Ова ќе го закачиме тука, да видиме дали друг, ајде Ана Марија, закачи ова. Што мислиме, дали околу друг четириъгълник можеме да опишеме кружница? Тина? Јас мислам дека може да опише кружница и околу ромбот. Околу? Ромбот. Околу ромбот. Кој се согласува со мислењето на Тина дека околу ромб може да се опише кружница? Кој не се согласува со мислењето на Тина? Ајде да видиме сега, има некој што мисла дека околу ромб може, меѓутоа има и некој што мисла дека не може. На цртежот ви е представен ромб. Така, кај ромбот сите страни се еднакви, меѓутоа спротивните страни се паралелни, меѓутоа дали можеме да опишеме? Не можеме. Да го закачаме и овој цртеж. Еве сега, ајде Ана Марија, се равнодобни, да видиме друг четириъгълник околу кој можеме да опишеме кружница. Исто така може да опишеме паралелограмот. Паралелограмот. Дали сте сигурен? Паралелограм. Видови паралелограми кои ни беа? Дали се сеќаваме? Дали квадратот, правоъгълникот, ромбот и ромбоидот се видови паралелограми? Да. Значи ова се веќе видови паралелограми. Ана Марија, можеш? Ајде да видиме, што мислите околу правоъгълник, дали можеме да опишеме кружница? Елена? Околу правоъгълникот може да опишеме кружница. Можеме или не? Можеме. Можеме. Кој мисли дека околу правоъгълник може да се опише кружница? Кренете високо рацете да видиме. Значи повеќето од вас сметаат дека може да се опише кружница. Ајде да видиме, да погледаме цртеж и навистина можеме да опишеме кружница. Ајде сега Сара, закачи го цртежот. Да видиме друг четириъгълник, ајде да видиме околу трапез. Што мислите? Дали може или не може да се опише кружница? Тие што мислат дека може да се опише, нека кренат рака. Тие што мислат дека не може? Ајде да видиме. На цртежот се представени три трапези. Така, погледајте. А, Б, Д, С, Д.
прав агол. Значи каков ни беше овој трапез? Сина? Убаво, јасно и гласно каже. Мислам дека е правоаголен. Правоаголен трапез. Дали околу правоаголен трапез можеме да опишеме кружница? Не. Кој мисли дека не може да се опише кружница околу правоаголен трапез? Сања? Добра. Да видиме. Следниот трапез А, Б, С, Д. Тој е каков трапез? Просина? Каков остар трапез? Рамнокрак трапез. Кој ни беше рамнокрак трапез? Се сеќаваме, Драгица? Значи, краците, точно знаеме кои страни, краците му се еднакви. Дали околу рамнокрак трапез може да се опише кружница? Да. И третиот трапез А, Б2, С, Д. Дали околу него може да се опише? Не. Значи, околу кој трапез можеме да опишеме кружница? Рамнокрак трапез. Ајде да видиме, минатата година учевме и за делтоид. Да видиме дали околу делтоид може да се опише кружница. Тие што мислам дека може, нека кренат рака. Високо да видам. Кој мисли дека не може? Спуштете ги вие рацете. Значи имаме тука и воздржани. Ајде да видиме сега. На цртежот имаме два делтоида. Првиот К, Л, М, Н. Околу него дали можеме да опишеме кружница? Да видиме кој е тој делтоид. Погледнете ги. Аглите што се образувани од нееднаквите страни се како? Бланка? Тие се прави агли. А да видиме другиот делтоид. К, Л1, М, Н1. Дали околу него може да се опише кружница? Не. Значи, околу кој делтоид ќе можеме да опишеме кружница? Дали околу секој делтоид ќе можеме да опишеме? Не. Викторија? Можеме да опишеме кружница кај тој делтоид што има прави страни. Прави агли. Меѓутоа, тие прави агли да бидат образувани од различни страни. од нееднаквите страни. Ана Марија, еве, ова ќе го закачиш. И да видиме сега, освен од тие четириаголници што ги изучивме, сигурно постојат четириаголници, меѓутоа, околу кој може да се опише кружница. Така? Денес ќе се задржиме, значи, ќе ги разгледаме само четириаголниците околу кој може да опишеме кружница. Да видиме што можеме да кажеме за темињата, за темињата на овие четириаголници. Што можеме да кажеме за темињата на овие четириаголници? Еве ги сега тука се сите изложени и бараме сега заедничка карактеристика. Значи ги гледаме само оние четириаголници околу кои може да се опише кружница. Драгица? Мислам дека на овие четириаголници темињата лежат на кружницата. Да видиме заедничка карактеристика за аглите на овие четириаголници. Значи, четириаголниците околу кои може да се опише кружница. За аглите. Погледнете, каде лежи темето на аголот и краците на аголот? Ајде да видиме, каде лежи темето на секој од овие агли? На кружницата. А краците на аголот? Дали ја сечат кружници? За какви агли станува збор? Марија? за периферија. Ајде, уште еднаш убаво да го кажеме тоа, значи, какви се аглите на секој од овие четириаголници? На секој од четириаголниците се периферни агли. Периферни агли. Да видиме сега за страните на овие четириаголници. Што представуваат страните на овие четириаголници за кружницата?
Што представуваат страните на четириаголниците за кружницата? Никола? Страните на четириаголниците и кружницата представуваат тетиви. Кажавме неколку карактеристики, а сега дали може некој да ми каже кој четириаголник е тетивен? Погледајте го цртежите, кажавме заеднички карактеристики за темињата, за аглите и за страните на овие четириаголници.